Добра вечер. Петок, 13 март 2026 започнува дневникот на КТВ. Винскиот музеј кој работи во Кавадарци е од големо значење за промоција на овој лозаровинарски регион и го оправдува своето постоење, рече градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев на вчерашната седница на Советот. Винскиот музеј ниту треба да биде профитабилна организација, ниту ништо. Тоа е туристичка дејност која што треба да развива туризам. Винотеките не се комерцијални, образувачки, профитабилни објекти, него се винотеки за презентација, промоција на малите винари, кои што на број ги имаме 45 регистрирани. Ако е така, и Министерството за земјоделие дава поддршка на малите винари, па лани продадија 100 шиња, сега 105. И тоа не е оправдано. Меѓутоа, инвестицијата у туризам и развој на малите винари е макотрпна работа и јас знам дека у тој вински музеј по бројка негде 3 до 4.000 посетители имаме надвор од Кавадарци. Тоа е бројка. Да му земеме карта да наплатиме. Че наплатиме карта ако бидеме музеј со 100 години традиција. Значи, музејската дејност и представувањето на традицијата. Сега пред малку советникот од Социјалдемократскиот сојуз кажа дека културата, традицијата, автентичност се треба да подржиме. Како да подржиме, советнич? Значи, од кафана ки ќе профитираа поединци, направиме музеј. Регионален вински музеј. Ради весела. Што значи весела? Не те разбирам. За еден човек, браво, супер, од толку не бива нас, за еден човек да приеме музеј. Тоа е одлично. Значи, регионален вински музеј. Регионалниот вински музеј, господине, е направен со донацијски средства. Не е со средства на општина Кавадарци. Од една руина, кај што се злоупотребуваше самата локација и ерорирано напуштено место, направивме културна институција вински регионален музеј. Каде што сите кои што произведуваат вино и со лозови насади и од пред 100-200 години се пронајдоа и луѓе благодарение на нашите сограѓани донесија автентични, уникатни работи кои што може ги видиш во музејот и да раскажеш цела приказка на делот и на праделот и така натаму за лозарството. И нашата иднина кај се гледаме у делот на винарство. Тоа е правиот начин да развиеш на култура и да направиш мали винари. Освен во тие винотеки, малите винари немат комерцијална продажба никаде. Ниту во маркет, ниту продавница, не можеш да ги најдеш. Немат баркодови, немат ништо, пошто не се развиени до таа зрела точка и да направат комерцијален дел со пиер програма, со се што треба за да може да продават вино. А и толку се мали, затоа што ги викаме бутик винари, паралелно на нашите винотеки и на регионалниот вински музеј се развиваат и бутик винарите. Да не ги именуваме по име, има сега у центарот на градот винотека кај што продават комерцијално вино. Имаш 1, 2, 3 семејни бутик винари кај што има место за сместување, па луѓе да дојдат еднодневно, дводневно, да видат винаријата, да ночеваат тука и така натки, и така натки, и така натки. И тоа е правиот начин за ние да развиеме 100 мали винари, да дојдат до 30-20 единици по винарија. И комерцијалниот дел од винотеката, 80 денара за мене е успех да купе некој нон-нейм вино од некакво презиме кое што се уште не е изградено во бренд, а и не е класифицирано на пазарот. Така да бројката воопшто не може да гледам тука. Во делот на вработените имаат активности, сите истите вработени користиме и за културни манифестации, и за организирање на нашите традиционални манифестации, Свети Трифун, ден на виното, ден на страношина, боемска вечер, таква, значи тоа е цела работа, тоа е културна работа. Еден уметник денеска може да седи цел ден ако не му е денот. Ама не негов администратор да куца договори за работа. Во делот на вработените мислам дека се искористени според работните врски кои се му се дадени, а ние како општина се стремиме и бараме преку Министерство за култура да влеземе во мапата на Вински регионален музеј под блок дотации од државата и од стратешки интерес регионален. Тука сега ти мене ме сечиш у корен, вика што не треба да постои, винотеката е ужас, во е ужас, а вработените ги дали у плочките. Па евајче отидеме сега у Грција,
у Северна Грција и да видиме колку винотеки има над Солун или околу Солун и кој е профитот нивен и како застапуваат и традицијата и како они го продаваат тоа како историја, култура и автентично нешто. Знаеш дека старушината се врати на делот на заштитна сорта у делот на автентичност на кавадарци. И тоа е успех и за здруженијата, и за тие винотеки, и за музејот и така натаки. До сега никој не критикувал за таа работа, од амбасадор до гости до делегации. Са ниче дозволиме да може винарства визба Тиквиш. И винарства визба Тиквиш, кога геаш дека нема посебен чар од правењето на рути и групи што ги шетат низ винарства визба. Ама тука е приказ да продаеме нашата историја. Тука сме објективни во регионалниот вински музеј. Не застапуваме никој, тоа е на сите и мислам дека тоа треба да го уште повеќе да го поддржиме и да може да се развива. А вработените треба да бидат едуцирани кога ќе дојде иден купувач или разгледувач, да се информира со, условно кажувам, винарија таа и таа. Има 180 толку произведува вино, тоа вино го прават на таков начин, на традиционален, на било шо. Дај да ги провериме, ако не го знаете тоа вработените, тогаш ќе имаме проблем. А колку туристи ќе привлечеме ние да дојдат тука и колку да купат вино, тоа е заеднички проблем на сите нас. Не е на вработениот проблем. Значи, заеднички проблем на сите нас и мислам дека треба да работиме на привлекување на туризмот, поготово делот на винарството. Ние не може да продаваме палми, ананас и нешто друго. Така да не се согласувам дека тоа е трошок и дека профитот е мал, профитот воопшто не би го гледал, него би ја гледал културата, автентичноста и значењето на лозарството и на виното во делот на целата Тиквишија, не само на општина Кавадаци. Советот на општина Росоман ја одржа редовната 8 седница. Советниците ја усвоија завршната сметка на буџетот и годишниот извештај на општина Росоман за минатата година, но не помина годишната сметка на јавното претпријатие за комунални дејности Росоман. Советот на општина Росоман вчера ја одржа редовната 8 седница. Според предвидениот дневен ред, советниците прво го верификуваа мандатот на новиот член на Советот на општина Росоман, Рената Тасева. Потоа едногласно и без дискусии беа усвоени неколку предлог решенија за разрешување и именување на членови и претседатели на неколку комисии, како и годишни извештаи за реализација на неколку програми. Беше усвоена завршната сметка на буџетот и годишниот извештај на општина Росоман за 2025 година, како и завршните сметки и годишните извештаи за детската градинка Праскичка и основното училиште Пере Тошев. Советниците не ја усвоија завршната сметка на јавното претпријатие за комунална дејност Росоман, но затоа завршната сметка на регионалниот центар стационар Шепа помина без многу дискусии. Помина и извештајот за финансиско работење, за покривање на материјална и нематеријална штета, одлуката за утврдување на бодот на административците и на давателите на услуги во регионалниот центар стационар Шепа Кавадарци. Потоа советниците ја усвоија предлог одлуката за ажурирање на процената на загрозеност на општината од сите ризици и опасности. Со 5 гласа за и 1 воздржан, поминаа и јавниот повик за пријавување на кандидати за членови на управниот одбор и надзорниот одбор на јавното претпријатие за комунална дејност Росоман, како и решенијата за формирање на комисии за селекција и избор на членови во управниот и надзорниот одбор на ЈПКД Росоман. Советниците дадоа зелено светло и за резервираните средства за експропријација во буџетот и за одлуката за измена на одлуката за извршување на општинскиот буџет. Беа доделени финансиски средства на 2 физички лица, а за барањето на фудбалскиот клуб Росоман беше побаран отчет за претходно доделените средства. Едногласно помина одлуката за кофинансирање на проектот за чиста и уредна рурална животна средина, а на советничките прашања одговараше градоначалникот Ѓорѓи Крцевски.
Денес во просториите на општина Кавадарци се потпиша меморандум за соработка помеѓу општина Кавадарци, застапувана од градоначалникот Митко Јанчев и Сдруженијето на граѓани Зелен институт од Скопје. Како што информираат од прес-службата на локалната самоуправа, целта на овој меморандум е да се придонесе кон транзиција кон нула отпад општина преку системско подобрување на управувањето со биоотпадот со цел намалување на загадувањето и ризиците од пожари на страништата, во шумите и населбите, зголемување на ефикасноста на ресурсите и поттикнување на циркуларната економија. Општина Кавадарци исто така ќе добие и предфизибилити студија со техничка анализа, финансиска проценка и институционален модел. Урбанизацијата на Бавчите во Росоман влегува во нова фаза, ќе се работи на водоводна и канализациона мрежа потребна при добивање на градежни дозволи. Во моментот проектот само што заврши јавната набавка беше спроведена од страна на општина Росоман. Овој проект е финансиран од страна на владата преку Министерство за транспорт и врски, аплицирано по вториот јавен повик од страна на владата од така наречениот унгарски кредит. Проектот ќе опфати реализација на атмосферски решенија, канализационо решение, изградба на улици, осветлување. Во оваа јавна набавка учествуваа 5 фирми, како најповолен изведувач беше избрана фирмата Градба Промет од Кавадарци, која што беше најповолен понудувач. Некаден проектот ќе се реализира во износ од 31 милион денари. Што ќе добијат росоманчани со позавршување на овој проект комплетно? Во овој дел на проектот, ова место е преполно со вода. Изминатиот период со првиот повик кој што беше од владата се реализира првиот дел, односно одводнување на овој простор. Дополнително одводнување ќе има со новиот проект со изградба на атмосферското решение, така да овие граѓани кои што не можеа да ги користат овие плацеви кои што се во делот на урбанизираната зона на општина Росоман, конечно ќе можат да се изградат своји куќи, своји објекти и конечно ова место ќе биде функционално за сите граѓани на општина Росоман. Тоа значи дека овде ново место ќе никне нова урбана населба? Да, се надеваме дека младите тука ќе може да се изградат своји домови и да продолжи да функционира нормално овој дел на општина Росоман. Во Неготино се спроведе акција за пошумување кај споменикот на Манчо Малиминов. На денешната акција за пошумување која се спроведе во Неготино беа засадени 100 садници и тоа свилен багрем, односно кинеска мимоза, со висина од 2 метри, со што сите учесници придонесоа за создавање поздрава и позелена животна средина и околина. Беше регистрирана голема масовност при реализација на денешната организирана акција за пошумување на локацијата кај споменикот на Манчо Малиминов. Активностите се спроведоа во соработка со Men and Mountains, кои се организатори на Генералка викенд и кои ја обезбедија донацијата на садници. Општина Неготино продолжува со акции за зголемување на зелените површини и унапредување на животната средина. Продолжуваме со дневникот. Сојузот на синдикати на Македонија утре излегува на протест за повисоки минимални плати. Утре сите патишта водат во Скопје. Пред работничкиот дом во 12 часот и 5 минути почнува големиот работнички протест. Протестот е на работниците, затоа што е организиран од работниците и е за работниците, за зголемување на нивните работнички плати, за зголемување на минималната плата на 600 евра и за зголемување на сите останати плати за најмалку 6000 денари. Работниците немаат потреба да се грижат и да се плашат затоа што не му должат на никој ништо. Газдите и владата пред само еден ден покажаа дека веќе не се ни кријат, дека се против работниците, затоа што странските газди дале поддршка на владата за незголемувањето на минималната плата, а македонската влада на штета на македонските работници им ветила на странските газди дека нема да зголемува минималната плата надвор од законското усогласување за срамни 1667 денари.
Вредноста на синдикалната минимална кошница во овие 24 месеци, колку што одбиваат да зголемат минималната плата, е зголемена за повеќе од 10.000 денари. Барањето за зголемување на минималната плата за 200 евра е оправдано затоа што работниците во Македонија тонат во сиромаштие. Руднап и Божиновска се клучниот линк, нов дел од бизнис мрежата на Мицковски. Обвинување на денешната пресконференција од антикорупцијскиот тим на опозиционата СДСМ. Денеска антикорупцијскиот тим на СДСМ открива нов дел, уште еден сегмент од бизнис мрежата на Мицковски во енергетиката. Ќе почнеме онаму каде што застанавме. Бизнис релациите на Адамовиќ, кои водат до Кипар, и офшор компанија поврзана со енергетика. А преку Кипар доаѓаме и до уште една компанија, Altaria Research Limited. Краен собственик на Altaria Research Limited е Rudnap Group Holding во собственост на Воин Лазаревиќ, енергетски магнат и српски бизнисмен. Ова е клучната компанија. Кој е поврзан со Rudnap Group во владата на Мицковски? Поврзан, односно поврзана, е Сања Божиновска, министерката за енергетика. Божиновска е директно поврзана со Rudnap Group, каде била извршен директор и била одговорна за активностите во Србија, Македонија, Бугарија и други земји во регионот. Станува збор за фирма која управува со компании во Централна и Источна Европа за трговија со електрична енергија. Божиновска се поврзува и со Rudnap Doel Скопје, каде што била управител. Rudnap е линкот со СНС во Србија, а со ВМРО во Македонија. Од овде почнува одмотувањето на ова енергетско клопче и релации. Ова е клучен дел од енергетската бизнис мрежа на Мицковски. Сега е појасно зошто се создаде ново министерство и зошто токму Божиновска Мицковски ја назначи на чело на тоа министерство за енергетика. Но актуелно е и назначувањето на пензионер, пријател на таткото на Мицковски, во РЕК овие денови. Уште една алка во мрежата на Мицковски, доколку се додаде дека истиот бил и советник на Божиновска. Се што треба граѓаните да знаат е дека кога РЕК Битола не работи, се увезува скапа струја. А кога се увезува скапа струја, некој дебело профитира. За Мицковски се е бизнис. Ама омилен му е бизнисот во енергетиката и бизнисот со струја. Антикорупцијскиот тим на СДСМ продолжува со работа. Ќе објавиме буквално се. СДС го координира и управува ССМ како на централно, така и на локално ниво, смета Бране Петрушевски од ВМРО ДПМН. СДС го координира и управува Сојузот на синдикатите на Македонија, како на централно, така и на локално ниво. Во пресет на протестот во сабот, организиран формално од ССМ, а логистички и технички од СДС, главните лица за контакт од општините се луѓе на СДС. Одговорен за логистика и организирање на луѓе и превоз за протестот на ССМ викендов од Куманово е Оливер Трајковски, шеф на штаб на СДС во населбата Зелен Рид, како и вработен во јавното предпријатие Чистота и зеленило во Куманово. На фотографијата го гледаме Оливер Трајковски, кој е сликан со кандидатот за градоначалник на Куманово од СДС Оливер Илиевски и носителот на листата Атина Мургашанска за локалните избори 2021 година. Од СДС и ССМ веќе не се ни кријат за соработката која имаат со една единствена цел. А таа цел не е барање за зголемување на платите, туку целта им е да наштетат на владата.
ССМ и во Куманово и во другите општини е раководено од општинските организации на СДС. ССМ и СДС се веќе едно исто. Во продолжение на дневникот и преглед на информации од спортот за она што ќе се случува викендов. Овој викенд во првата македонска фудбалска лига ќе се одиграат средбите од редовното 23-то коло, односно прво од последниот трет круг за оваа сезона. Утре сабота Струга игра со Македонија Ѓорчо Петров, а Вардар ќе пречека Брера. Во недела од 12 часот Тиквеш во Кавадарци ќе го нагости последно пласираното Шкупи, а Шкендија ќе биде домаќин на Арсими. И во понеделник ќе се одиграат средбите Силекс Пелистер и Башкими Работнички. Во втората македонска фудбалска лига утре на програмата се средбите од 20-тото коло, а паровите се следни: Беласица Слога Виница, Шкендија Рачиново Детонит, Осогово Големо Конјари, Победа Скопје, Кожув Охрид, Брегалница Саса, Тетекс Новаци и во Неготино Вардар ќе ја пречека Преспа од Ресен. Во третата македонска фудбалска лига група Југ во недела ќе се одиграат средбите од 16-тото коло, а двојките се Борец Тополка, Млекар Питогули, Превалец Слога Лажани, Дреново Младост, Венец Влазними Јуниор и Росоман во ова коло патува за Прилеп на Мегдан со Ултрас. Во машката кошаркарска МТЛ Суперлига викендов ќе се одиграат средбите од редовното 19-то коло. Во сабота, 14 март, Феникс ќе го нагости Работнички, а Ангели го пречекуваат тимот на Кожув. Во недела, Пелистер ќе биде домаќин на Гостивар, а Маđари ќе игра со Чаир за престиж. Според првичната најава, во понеделник МЗТ ќе го нагости Тиквеш Голден Игл, а средбата промеѓу Куманово и ТФТ неофицијално е закажана за следната сабота 21 март. Во машката ракометна Суперлига продолжуваат возбудувањето со средбите од второто коло од ракометниот плейоф и плейаут. Во плейоф сегментот, утре сабота во помоналото дерби, Охрид ќе го пречека Алкалуид. Во недела во Кавадарци од 18 часот во борбата за меѓусебен престиж, градскиот ракометен клуб Тиквеш ќе го нагости Бутел, а во големото дерби во борба за шампионската титула во Битола Еврофарм Пелистер е домаќин на Скопски Вардар. Во плей-аут сегментот денеска Пролет ја пречекува Струга, а утре Еврофарм Пелистер 2 е фаворит против Радовиш, додека Прилеп ќе го пречека Куманово. Со мало пролонгирање, а по повод Меѓународниот ден на жената 8 март, Центарот за боречки вештини Будо од Кавадарци традиционално, а годинава по четврти пат, го организира семинарот за самоодбрана за припадничките на понежниот пол. Семинарот ќе се одржи утре сабота, 14 март, со почеток во 11 часот во просториите на Центарот за боречки вештини Будо. Овој семинар има за цел да ги охрабри жените да се чувствуваат посигурно, да научат основни техники за заштита и да ја зголемат сопствената самодоверба. Истиот е наменет за сите жени, без разлика на возраста или претходното искуство. Убав гест од кавадаречките спортисти, но да се надеваме дека на припадничките на понежниот пол никогаш нема да им затреба она што ќе го научат на овој семинар. Утре не очекува умерено облачно време со сончеви периоди, а попладне претежно во западните делови со услови за краткотраен повремен дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец, температурата ќе се движи од 2 до 18 степени. Од вторник дневната температура ќе има тенденција на опаѓање. Ги гледавте содржините во дневникот, благодарам што бевте со нас, имајте пријатна вечер.